Првиот разговор во денешното издание на Македонија наутро на тема сообраќај, а го започнуваме со статистички податоци кои велат дека, да речеме, минатата 2021 година е година со најмал број на жртви во сообраќајот последниве 15 години, а податоците од првите 4 месеци во 2022 покажуваат дека и оваа година трендот значително на намалување на бројот на жртвите во сообраќајот продолжува. Едукацијата секако има многу голема улога во целата ова приказна и од неа се чини и натаму не се откажуваат од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот, кој што ја реализира токму овој период од годината новата кампања, символично насловена "Носи кацига, вози безбедно". Токму за неа со Дејан Андоновиќ во студиото 3 на Матава. Добро утро, Дејан, и добре ни дојдовте во утринската програма. Добро утро и бодобро ве најдов. Токму овие статистички податоци кои што ги споменав, да, кажуваат дека едукацијата на која што вие интензивно работите дава резултати. Кога сме веќе кај статистиката, точно во бројки ако одиме, првите 4 месеци од 2022 има 26 жртви, што е за 14 споредено со истиот период лани, кога имало 40. Дали тоа значи дека учиме како да го цениме својот живот и животот на другите учесници во сообраќајот? Не само што учиме, туку сме принудени да внимаваме повеќе, бидејќи бројките беа страшни изминатите години. Имаме на годишно ниво намалување на бројот на жртвите во сообраќајни несреќи. 116 беа минатата година, за оваа ќе видиме следната година, се разбира. А ако подсетам дека 2013 имаше над 200 загинати, само можеме да покажеме како од година во година, откако започнавме со интензивни кампањи, како Совет заедно со нашиот партнер МВР, па и Факултетот за безбедност, имаме, значи, напредок. Но, јас секогаш сакам да подсетам дека 0 жртви во сообраќајот е она кон што треба се стремиме, бидејќи една жртва е голема жртва и ништо не им значи на тие што имаат жртва во семејство ако има опаѓање на бројот на жртвите. Значи, мораме сите да работиме. Вие рековте едукација, но и апели, ние сме дури, би рекол, малку медиумски, ајде да кажам, многу присутни, се со цел да ги подсетиме учесниците во сообраќајот. Сите ние сме учесници во сообраќајот пред се, колку е опасно доколку во сообраќајот не ги почитувате оние правила и прописи кои се пропишани, а тој што ги пропишал размислувал зошто треба да ги пропише и покрај тоа што понекогаш овака и нелогично ни изгледаат нас обичните лаици. Но повторно ќе кажам, овие апели преку вас медиумите, македонската телевизија и вашата емисија ни дава голема подршка да допреме во секој сегмент преку целата година во зависност од календарот на активностите. Ке подсетам, имавме тука нели и зимска кампања и за матурите и да не ги набројувам. Сега сме во кампања за мопедисти, велосипедисти и овие нови учесници во сообраќај електрични тротинети. Они кои што се најбројни на улиците токму во овој период од годината. Добро, пешаците се најбројни. Добра, според вашите податоци, но ако ги земеме моторите, електричните тротинети и велосипедистите ги има на улиците барем во овој период од годината многу. Особено и со зголемувањето на цените нели на горивото. На горивата посебно, да. Кампањата символично започна во Охрид, она што ме интересира со какви активности ќе ја подигнувам се стана оваа категорија. Па се оди по градови, се оди по медиуми, активностите се тие. Апелираме како што е и насловена кампањата, ви на маицата може да се види. Вози безбедно, носи заштитна кацига или шлем. Мопедистите, ова е насочено пред се на мопедистите, оние помали мотори, на велосипедистите и повторно ќе кажам на електричните тротинети, бидејќи сме сведоци на улиците на градот се многу присутни и јас ќе кажам секогаш доколку велосипедистите, мопедистите и електричните тротинети се загрозени од возилата, нели, бидејќи тие се доминантни, така по пешаците се загрозени од нивното евентуално некултурно однесување, бидејќи сме сведоци како велосипедите или електричните тротинети особено возат контраправец, возат на места каде што не има место, на велосипедска патека не вози каде што одат пешаци, вози со непримерена брзина,
не се означени. Сега токму тоа ни е нас и целта. Тие можеби се уште не се законски обврзани да носат кациги, како што тоа мора да го имаат овие со големите мотори, но сакаме да апелираме дека треба да носат за нивна безбедност пред се, за нивна лична безбедност, но и за безбедност на оние другите со кои се движат заедно низ сообраќајот. Електричните тротинети мора да носат и рефлектирачки елек од паѓањето на ноќта до рани тутенски часови, дека не дојде до денот, бидејќи да бидат правилно означени, за да може и овие од возилата да ги видат, но и ние пешаците у мрак, доколку еве нема осветлување, сведоци сме поради состојбата дека многу улици немаат осветлување. Споменавте носењето кацига е животоспасувачко за оваа категорија на учесници во сообраќајот и коминатата година е најбезбедна во последниве 15 години. Сепак имаме 11 возачи на мотори кои го изгубиле животот, па да ги заштитиме и останатите, добро е да се повторува. Зато велам, статистиката и математиката кажува дека е добро, но и една жртва не е добра. Така да ние се стремиме кон 0 жртви во сообраќајот, а можеме се стремиме само со апели, со потсетувања, со поагресивна кампања да ги потсетиме луѓето да внимаваат како се однесуваат, некои што не знаат да ги потсетиме. Јас секогаш сакам да апелирам до возачите, до велосипедистите пред се, и овие со електрични тротинети, па и малите мопеди, дека на пешачки премин треба да преминуваат низ црвената лента, а не да се мешат меѓу луѓето, и доколку нема црвена лента да се симнат од точакот од велосипедот или од електричниот тротинет и со буткање да ја преминат улицата, тогаш кога ќе се симнат се и они пешаци. Покрај превентивните мерки во континуитет се и заселените полициски контроли на територијата на цела држава, иако сме искрени, билтенот на МВР постојано е полн. Па во зависност од однесувањето на учесниците во сообраќајот ќе биде полн. Ако апелираме низ целата година да не се конзумира алкохол и да се седи зад воланот, а имаме бројки какви што ги имаме, особено за викендот, колку биле санкционирани поради употреба на алкохол, само докажува кој е нивото на свеста кај нашите граѓани, повеќе или помалку. Значи, ние имаме цел да ја унапредиме свеста кај граѓаните, да ја подигнеме јавната свест, да се подигне сообраќајната култура и етика. Јас секогаш тоа го зборувам и го повторувам. Се знае дека е 50 км на час во населено место и не може во билтенот на МВР да видиме дека само во Скопје биле санкционирани во сабота вечер над 100 луѓе кои возеле во прекумерна брзина. Да, од кои да речеме, ако биле санкционирани 70-тина, еве грубо да земам бројката, 10-тина возеле повеќе од 70 км на час повеќе од дозволената. Повторно велам, се е до нашата лична свест. Последниот пат кога се сретнавме овде во студиото 3 на Мотава, зборувавме за кампањата за матурантите. Каков е ефектот по неа, еве, месец дена? Па јас, бидејќи неколку години интензивно сум во кампањите на Републичкиот сојуз за безбедност, гледам подобрување и подигање на разум и кај новите матуранти. Добра. Да не зимаат своји возила кога одат на таа матурска вечер, но и кај родителите, она што го зборувавме прошлиот пат, а што го зборувавме и минатата година, ми се чини исто, а тоа е оној апел до родителите, не им ги дајте возилата. Мислам, нема потреба, нека биде матурата еден чин на една среќа, а не и вие као родители да ги мислите вашите деца за што направиле со колата, со возилото, а и тие кои ќе отидат сепак се помлади луѓе да кажат нема гајле, јас можам една, две, три ќе испијам па ќе се вратам. Значи има голем напредок бидејќи се подига. Може би игра улога и оние страшни билтени кои ги имавме, биланси кои ги имавме минатите години, каде што имаше стварно големи сообраќајни трагедии. Сега сме во една друга кампања. Сега сме во оваа кампања бидејќи започна летото нагло, нели, не изненади. Имаме повеќе велосипедисти, мопедисти, пред се повторно ќе кажам електрични тротинети, една нова технолошка, едни нови учесници во сообраќај кои се уште не се во рамките баш ставени, се уште се прават некои законски регулативи на ниво на Европска унија. Не велам дека е тоа проблем во Македонија, но ги ставаме во една категорија и апелираме до нив да бидат внимателни, да возат тамо кај што треба, се знаат кои им се правилата, колку смеат да возат, каде смеат да возат и да носат кацига и тој елек за препознавање во ноќно време. Токму поради една од причините поради која што се создава најголема нервоза поради овие различни категории на учесници во сообраќајот е што дел од нив можеби во рамки не се ставени. Кога сме веќе кај дисциплината и анализите кои што ги правите, која категорија на
учесници во сообраќајот се најдисциплинирани, која не? Ако ги прашаме возачите, тие ги кажат пешаците, ако ги прашаме пешаците, ќе кажат возачите и обратно? Интересно ви е прашањето, возачите не можат да ги критикуваат пешаците, пошто првни се пешаци, а потоа возачи. А многу од тие пешаци, па кои ги критикуваат возачите, после ќе седнат во возило, па ќе заборават што се наоѓаме во сите улоги во текот на денот. Најмасовна категорија и можеби најнедисциплинирана се пешаците, бидејќи тие сметаат дека ги имаат сите права на овој свет и дека не подлегнуваат под законски санкции. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека пешаците имаат предност, да тоа не им дава за право да не ги почитуваат правилата и прописите. Че ако му е црвено не може да премине улица, нема предност. Нормално дека возачот ќе застане на него, удри, не дај Боже, на пешачки премин, но ако е црвен семафорот, кој е тука недисциплинираниот? Пешаците. Но јас морам да кажем и дел од велосипедистите. Дури ќе бидам слободен како новинар да кажам сега, иако сум портпарол на Републички сојуз за безбедност, дека ги делам малку велосипедистите и луѓе кои земале велосипед да одат да завршат некоја работа. Овие втора подкатегорија на луѓе кои тргаат да завршат некоја работа со велосипеда, не многу често возат велосипед, се исто така недисциплинирани, бидејќи едношка возат како кола, односно како возило, едношка се однесуваат како пешаци, едношка се однесуваат, значи рамката, а тоа е исто електричните тротинети, не возат во правилна насока, туку како да не ги знаат правилата, па возат на погрешна страна или возат по улица на пешачки премин, сум забележал, преминуваш како пешак и у еден момент ти секува велосипед или електричен тротинет. Значи тоа е таа една категорија на недисциплинирани учесници. Не можам категоријата цела да кажам дека тие се, но еден дел од нив секако ја би рекол, еве им фрла малку црна светлина, односно темнина на овие кои се вистински професионални и етички возачи. Безбедноста во сообраќајот е одговорност на сите нас и токму затоа заедно треба да го подигаме нивото на сообраќајната култура и тоа и го правиме во континуитет. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Бидете внимателни доколку излегувате на улица ова утро без оглед на тоа каков учесник во сообраќајот ќе бидете, во која категорија и дали ќе има рамка или не, бидете внимателни, станува збор за вашето и здравието на останатите учесници во сообраќајот.